Добро вечер, тредневник на К3. Во тека акција за чистење на речните корита на реките Кумановка и Којнарка со цел намалување на ризикот од излевање на водите. Чистењето е предвидено да трае околу 1 месец. Маријана Нацевска. Започна акција за чистење на речните корита на реките Кумановка и Којнарка. Чистењето започна најпрвено од мостот што се наоѓа на почетокот на кеот, па се во долж кон локалитет Водовод, а ќе биде опфатено и коритото на реката Којнарка. Акцијата е предвидена да трае околу 1 месец, се во зависност од временските услови. Речните корита се преплавени со голема количина отпаден материјал. Постојат несовесни граѓани кои постојано фрлаат различни отпадоци и ги загадуваат реките, зголемувајќи опасноста од нејзино излевање при обилни врнежи од дожд. Младинскиот сојуз од Куманово организираше интересна работилница со цел промоција на информатичките технологии помеѓу младите луѓе. Со овој проект ќе бидат обучени околу 100 млади лица, ќе се здобиат со нови знаења кои подоцна ќе можат да ги применуваат во општеството. Младинскиот сојуз организираше работилница со настав Engagement во подршка на фондацијата Македонија. Вакви работилници се спроведуваат во 12 градови низ Македонија. Ова е втор циклус на работилници. Минатата година спроведовме 4 работилници кои што се одржуваа во 4 градови низ Македонија. Траја цел викенд со една главна цел промоција на информатичките технологии меѓу младите луѓе, односно како младите луѓе да научат да ги користат информатичките технологии за да го подобрат нивното секојдневие, нивното општество и сите работи нели кои што ги засегаат. Вториот циклус на работилници всушност вклучува 12 еднодневни работилници, значи овој пат се апгрейдувавме во 12 градови низ Македонија. Ова е наша четврта работилница во Куманово и се надеваме на добар одзив од страна на учесниците. Инаку таргет групата ни се млади луѓе од 16 до 26 години. И тука ќе се обидеме ние да им ги подобриме нивните јазични вештини, социјални вештини и вештини од технички аспект. Со проектот е предвидено да бидат опфатени околу 100 учесници кои ќе бидат обучувани и ќе се здобијат со нови знаења кои подоцна ќе ги применуваат во општеството. Додов првенствено затоа што ми беше кажано дека проектот е за работа преку интернет и дојдов затоа што препознавам можности да најдам начин како да заработам на интернет како млад човек за джепролог и потоа да ми се отворат видиците за нови можности и така натаму. Проектот го водат неколку тренери кои преку практичен пример и низ разни игри ги учат младите за потребните вештини. Обуката се состои, како што беше кажано, во се става акцент на 3 моменти. Како се одвива обуката, во соработка со локалните координатори се бараат кои се главните проблеми со кои што се соочуваат младите во секоја општина и потоа тие се разработуваат проблеми со цел да они самите кога го презентираат веќе проблемот да самите преку дигиталните вештини, социјалните вештини и јазичните вештини дојдат до решение на тој проблем и потоа имплементирање на тој истиот проблем. Конкретно јас можам да кажам за мојот дел, јас сум тренер за социјалните вештини, значи моја задача е стимулирање на младите, тие го користат интернетот, меѓутоа да се стимулира да го користат за конструктивни цели и тоа на кое што најдуваат како проблем да можат да го изложат и заедно со другите да стигнат до некое конкретно решение. Тренерите велат дека младите од Куманово посочуваат неколку проблеми со кои тие се соочуваат, како недостаток на културен живот, спортски активности, намалена социјална комуникација. Под мотото "Првата помош во услови на мигрантска криза", денеска во Крива Паланка се одржа 24-тиот државен надпревар на екипите по прва помош. Вкупно 25 екипи ги представува општинските организации на Црвениот крст, се надпреварува во укажување на прва помош при различни видови на повреди. Најдобри беа волонтерите од Кисела вода. Целта на надпреварот е да се промовира првата помош пред се кај младата популација, но и кај јавноста. Еве дел од атмосферата. Беше утручен 24-тиот државен надпревар по прва помош. Крива Паланка впусти 25 младински екипи кои ги представуваат општинските организации на Црвениот крст од целата територија на Република Македонија. Надпреварувачите си ги одмеруваат вештините во укажување на прва помош во услови на мигрантска криза на повеќе пунктови поставени во градот. Најуспешна беше екипата од Кисела вода Скопје. Совкупно 894 поени на третото место општинската организација на Црвен крст од Гази и Баба.
896 поени и второ место за општинската организација од Кочани. И совкупно 946 поени. Најуспешна општинската организација на Црвен крст од Кисела Вода. Се надевам дека бевме добри домакини, а дека вие навистина поминавте еден убав ден, најголем дел од вас и 2 дена, во надпреварување, во покажување на вашите вештини, она што сте го научиле, но секако и во дружење и стекнување на нови искуства. Очекуваме за жал да потрае уште некој време, секој тоа ќе барат сите на дополнителна мобилизација. Господине Сајце Итинче. А сега ја поканувам господја Жаклина Цветковска, председател на Неготино на 20... Надпревар од организационен аспект ние еден од најдобрите, ако и најдобро организиран во последните 10 години. Тоа се должи веројатно во добрата поставеност на општинската организација, меѓутоа и во поддршката што општинската организација во организацијата на надпреварот ја доби од локалната самоуправа и од граѓаните на градот Крива Паланка. Од резултатите што се постигнати сум задоволен, ова е сепак надпревар, значи целта е сепак да се надпреварува, да си ги покажат вештините, знаењата и на крај некој мора да биде прв. Сметавме дека токму овој надпревар треба да го посветим, односно мотото на надпреварот да биде во тој правец насочена, затоа што сметаме дека Црвениот крст на Република Македонија е еден од актерите, нели, во сите оние субјекти на државата кои се справуваат со последиците од оваа криза. Поминавме одлично, ние сме од општинска организација Кисела Вода од Скопје. Напорно работевме, со години сме во прва помош. Наша најголема желба е прво место на државно. Ова до сега ни е трета прва на државно и се надеваме да одиме на европско. Доаѓаме од Кочани. Денес супер се поминавме, искрено не го очекувавме ова второ место. Се спремавме од прилика 2-3 недели и искрено сме задоволни од местото кај што го освоивме. Надпреварот беше прекрасно. Бевме 5 надпреварувачи, иначе сме од Панчарсовски и општина Газибаба. Оваа година ни е втора година како се надпреваруваме. Беше тешко и напорно да се вежба, ама ета се постигна. А во изложбениот салон на Национално установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово беше отворена биеналната изложба на скулптури на новото време 2015. Изложбата представува пресек на работата на академските скулптори од повеќе генерации од Македонија и како таква се обидува да ја актуализира моменталната скулпторска продукција. На 8-то издание на биеналната изложба на скулптури на новото време 2015, што е отворена во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, учествуваат 21 скулптор. Биеналната изложба скулптури на новото време 2015 во своето 8-мо издание ќе го презентира творештвото на академските скулптори од Македонија, со надеж дека континуитетот на овој проект ќе го одржи интересот и вниманието кон случувањата во оваа сфера. Авторите се од повеќе генерации и секој со свој специфичен пристап и материјал што добро го познава. Тоа одма да ви кажам дека се на некој начин афирмирани скулптори кои излагале и во Република Македонија и во Република Македонија. Секој од нив има некој материјал со кој работи, кој добро го познава. Значи, тука на оваа изложба можете да видите користење на мермер, користење на метал, комбинирани техники, гипс, дрво, така да скоро сите материјали се во оптек, меѓутоа она што е карактеристично за секој од нив како автор, тоа е значи силен, изразен, авторски печат, веќе препознатлив на пошироката публика и ликовна критика и на некој начин продолжување на нивната повеќегодишни истражувања во оваа област. Изложбата представува пресек на работата на академските скулптори од повеќе генерации од Македонија и како таква се обидува да ја актуализира моменталната скулпторска продукција.
И јас и сопругата, ова ни е втор пат, иако сега прв пат настапуваме со заедничко дело. Прифатив да тука на некој начин ги изложувам моите ликовни дела, така да кажем. Сега учествувам со една пластика, релјеф, кој носи наслов тема, спаѓа во применетата уметност и е работена за училиште во Белград. Изложбата ќе биде поставена до 29 септември. Сцената во Националното установа Центар за култура во Крива Паланка и натаму е местото каде се случуваат најдобрите театарски доживувања и гостуваат врвни актерски имења од земјава и од соседните држави. Вчера вечер во рамки на театарскиот фестивал настапија традиционалните гости, актерите од Народниот театар Невена Коканова од Дупница со представата Кариеристи. Актерската екипа од Народниот театар Невена Коканова од збратимената општина Дупница е редовен гостин на театарскиот фестивал во Крива Паланка, а годинешниот репертоар го збогатија со представата Кариеристи во режија на Светислав Пеев. Публиката и овој пат уживаше во оригиналната изведба на искусните и темпераментни актери, кои на сатиричен начин прераскажа и доближија еден реален проблем, карактеристичен за денешното општество. Тя сега е тука. Защото климатът му ми вреди. Климатът е проклета. Актерите го искажаа своето големо задоволство и од годинешниот прием и реакцијата на кривопаланчани. Тази пиеса е писана. Ова дело е пишувано на почетокот на минатиот век. Некои зборови од пиесата и паѓаат тешко на младата публика. Меѓутоа, решивме да дојдеме со неа затоа што е актуелна. Актуелна е за цела Европа, за целиот свет. Пред се затоа што сите ние сакаме да дојдеме до пари без многу да работиме. Много е хубаво, публиката слуша много внимателно и мисля, че въпреки малките различия, които имаме в езика, сте ни разбрали правилно. За мен е огромно удоволствие да съм тук, както в прекрасния ви манастир, така и в града. Беше прекрасно. Моите впечатления от целия ден въобще... Моите впечатоци од целиот ден се многу убави. Импресиониран сум уште од како дојдов. Градот е многу пријатен, се е убаво. Јас за жал живеам во малку поразлична атмосфера. Не е важно дали мога да пиша. Аз така ще си лежа, а жена ми ще отива за плака. Ти ще се побъркале! Града ви е прекрасен, манастира още повече. Градот ви е преубав, манастирот уште повеќе, а светецот ви го чува градот. Седмото издание на театарскиот фестивал Свети Јоаким Осоговски продолжува во недела со представата "Не сме ние" од вчера на Народниот театар Херцег Нови од Република Црна Гора. Како придружна активност во рамки на програмата на Меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски, вчера вечер во галерискиот простор на локалната установа Градски музеј во Крива Паланка беше отворена изложбата на сценографии од академскиот сликар и сценограф Живоин Трајановиќ. Со истата се одбележуваат 40 години од неговото професионално творештво. Кривопаланчани во следните 10 дена ќе имаат можност да ја погледнат изложбата на 40 дела од 4-деценискиот творечки опус на академскиот сликар и сценограф Живоин Трајановиќ. Изложбата опфаќа идејни решенија за голем број представи, презентирани во вид на скици. Што ме натера да работам сценографија? Што би значила сценографија? Сценографија во една представа е водилја. Она е прва која се дигне завеса, она е прва која има свој текст и она која треба да го каже тоа што треба понатаму да се игра. На отварањето на изложбата присуствуваше и амбасадорот на Република Србија во Република Македонија, Душанка Дивјак Томиќ. Имам заиста велико задоволство. Големо е задоволството и честа во улога на амбасадор како и голем почитувач на творештвото на Трајановиќ да ја отворам ретроспективната изложба која представува своевиден уметнички портрет на голем ентузијаст и пред се голем човек. Ентузијаст и дивnog човека.
Професорот и критичар Владимир Величковски рече дека ретроспективата на сценографската уметност на авторот има вонвременска вредност и ретка е можноста да се ужива во истата. Овдека имаме сега еден остручен човек што апсолутно грижливо, предадено има посветено на една професија, чии што траги обично ќе исчезнат од после представата. Представата живее, се сменува, нели? И ќе останат оние цртежи што авторот во интимност ги има направено и креирано. Трајановиќ е роден 1948 година во Табановце, Куманово. Дипломирал Историја на уметност на Филозофскиот факултет во Белград, а потоа и на Академијата за примената уметност во Софија. Речиси целиот работен век го минал како сценограф во македонската опера и балет, но работел и на бројни проекти, концерти и фестивали. Во тека е реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев, известуваат од владеачката ВМРО ДПМН. Целосната реконструкција ќе биде заокружена во текот на 2017 година, а ќе бидат инвестирани околу 6 милиони евра. Од владеачката ВМРО ДПМН најавуваат дека е во тек темелна реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев, која се реализира етапно и во согласно со предвидената динамика. Градежните работи во рамки на првата фаза која предвидува реконструкција на блокот Б се целосно завршени, а во тек и набавка на опрема, пошто во текот на месец ноември објектот ќе биде пуштен во употреба. Во меѓувреме избрана е фирма за изработка на проектно решение за реконструкција на останатите блокови, мензата и партерот. Целосната реконструкција ќе биде заокружена во текот на 2017 година, а ќе бидат инвестирани околу 6 милиони евра, се вели во реакцијата. Тие исто така додаваат дека изградиле нови современи сместувачки капацитети во состав на студентскиот дом Стив Наумов, за што се издвоени 103 милиони денари. Студентите и понатаму ќе бидат приоритет на владата предводена од ВМРО ДПМН, така што продолжуваме со инвестиции во напредување на студентскиот стандард и на високото образование, преку отворање на нови факултети и студиски програми, нови лаборатории во рамки на јавните научни и високообразовни установи, превод на литература од која што учат и студентите на врвните светски универзитети, проширување на можностите за стипендирање и слично, се вели во реакцијата од партијата. Во однос на бегалската криза, еврокомисарот Хан го посети прифатниот центар за бегалци во Гевгелија. Тој порачува дека Европската унија во најбрз можен рок ќе и помогне на Македонија во справување со овој проблем. Прифатниот центар за мигранти во Гевгелија денеска ќе биде посетен од страна на еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан. Заедно со него најавено е дека ќе присуствуваат и евроамбасадорот во Македонија, а Иво Орав, министерот за внатрешни работи Митко Чавков и директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Чосавовски. Еврокомесарот Хан вчера порача дека Европската унија ќе и помогне на Македонија во справување со проблемот со бегалците. Тој додава дека Европската унија мора да си ја заврши својата работа, а тоа не го има сторено досега и најави дека следната недела Европската комисија, а потоа и на предстојниот совет на Европската унија ќе се донесе заеднички документ за европска солидарност. Македонија го продолжи рокот за постојање кризна состојба на јужната граница до 15 јуни 2016 година поради зголемениот обем на мигранти. За оваа одлука во Македонското собрание гласаа вкупно 82 пратеника. Министерството за внатрешни работи информираше дека преку територијата на Македонија од почетокот на годинава транзитирале 30.000 илегални мигранти, а откако е прогласена кризна состојба се регистрирани 35.630 мигранти, но вистинскиот број се смета дека е многу поголем. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека со проектот Македонија вработува се отворени 6130 работни места. Според Спасов станува збор за еден многу добар и успешен проект кој дава добри резултати, со кој се намалува стапката на невработеност. Постојано се отвораат нови работни места.
Преку проектот Македонија вработува досега се отворени 6130 работни места, информира министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој вели дека постојано е во тек зголемување на бројот на отворени работни места. Од овие 6130 лица, околу 1200 се лица над 50 години, а 2200 лица се на возраст до 35 години. Инаку овој проект досега го искористиле над 4000 компании. Овој проект и понатаму продолжува да се реализира. Игра значајна улога и представува значаен фактор во намалување на невработеноста во нашата држава. Таа заклучно со вториот квартал, според податоците кои што ги објави Државниот завод за статистика, изнесува 26,8%, односно на рекордно најниско ниво. Очекуваме и понатаму овој проект да игра клучна улога во намалувањето на невработеноста во нашата држава и во создавање и креирање нови работни места, истакна министерот Спасов. Спасов исто така додава дека очекува до крајот на годината да се реализираат вработувањата со проектот за финансиска поддршка на микро и мали претпријатија, за што е продолжен рокот. Над 4000 мигранти влегле во Унгарија само за еден ден, соопшти владин представник во Будимпешта. Бројот на загинати во поплавите, предизвикани од поройни дождови што ја зафати американската сојузна држава Јута, се зголеми на 20 лица. Вести од светот. Европската унија пука на повеќе шавови, предизвикани од разидување од наплевот на мигранти уште пред да биде надминат горчливиот конфликт кој го зафати јадрото на монетарниот сојуз, анализира британски Daily Telegraph. Камбаната бие настапи часот, рече председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во своето обраќање за состојбите во Унијата. Треба да се свртиме кон огромните проблеми пред кои е исправена Европската Унија. Нашата Унија не е во добра кондиција, рече тој. Најмногу беше уништена довербата откако беше занемарено и заобиколено категорично не, кое француските и холандските избирачи го рекоа за Европскиот устав од 2005 година. Истиот уставен договор беше вратен на маса преку управувачки пуч, кога несогласниот, но фактички соучесник британски премиер поднесе документ во посебна соба во Лисабон, далеку од објективите на телевизиските камери. Над 4000 мигранти влегле во Унгарија само за еден ден вчера, соопшти владин представник во Будимпешта, додавајќи дека оградата на хрватската граница ќе биде завршена на полноќ. До вчера се регистрирани 3000 мигранти, а за неколку часа нивниот број зголеме на 4400 до 22 часот по локално време. Унгарскиот владин представник нагласи дека се поставени 28 километри од оградата долж границата со Хрватска, од предвидените 41 километар, како и дека таа треба да биде завршена до полноќ благодарение на работата на 500 војници. Според унгарските власти, хрватскиот воз кој влегол во земјата со 800 мигранти и бил пратен од 40 вооружени хрватски полицајци, представува досега невиден граничен инцидент. Бројот на загинати во поплавите предизвикани од поройни дождови што ја зафати американската сојузна држава Јута се зголеми на 20. Судбината на едно 6-годишно момче се уште останува неизвестна. Според податоците на локалните власти во националниот парк Зион се удавиле 7 туристи од Калифорнија и Невада, сите на возраст од околу 50 години. Додека сојузната држава Јута беше зафатена од поройни дождови, туристите биле на прошетка во паркот со површина од 600 километри квадратни и не успеале да се засолнат на безбедно место. Спасувачките екипи го открија телото на 33 годишен маж од градот Харикейн во јужниот дел на државата. Тој беше прогласен за исчезнат веќе неколку дена. Во соседниот град Хилдейл бројот на жртвите во поплавите достигна 12 лица, а спасувачките екипи продолжуваат да трагаат по 6-годишно момче што е исчезнато. Сите загинати се жени и деца, а најмалата жртва имала 4 години. Тие се наоѓале во 2 возила кои биле однесени од голем пороен бран. Во возилата се наоѓале вкупно 16 лица и само 3 деца успеале да се спасат.
Тимот на Куманово многу активно летово работеше на склопување на составот за наредната сезона, во која член на македонскиот вице-шампион ќе биде и Данило Неговановиќ. Тој е висок 194 см и ги покрива позициите 2 и 3. Во македонскиот прволигаш доаѓа од Леотар, каде што завршил како трет стрелец во лигата на Босна и Херцеговина со просек 17,5 поени по надпревар. Предходно кумановци ги доведоа Урош Петровиќ, Игор Бјелич, Ентони Линграм и Миодраг Тодороvić. Беа обновени договорите со Александар Костовски, Маријан Јаневски, Вукашин Мандиć, Урош Луковиќ, а на клупата повторно седна Љубислав Луковиќ. Куманово ќе се надпреварува за третото место на шестиот меморијален турнир Димитар Ѓоргиев, кој се игра во Квадарци против домакинот Фени Индустри. Екипите на МЗТ Скопје и на Карпош Соколи ќе играат во финалето. Фени во еден возбудлив меч кој беше решен во последните секунди со двете прецизни слободни на Голчич загуби од Карпош Соколи со 75-74. Предходно МЗТ во реприза на ланското финале во Мак Баскетот го доби Куманово со 83-76. Првата четвртина заврши нерешено 22-22, додека останатите три периоди им припаднаа на металците. Први играч на овој меч во салата Јасмин беше репрезентативецот Стојановски со 22 коша, а Бунич застана на 17. Кај кумановци Мандиć реализираше 21, Луковиќ 17, а Караџовски 10 поени. Утре од 17 часот се игра дуелот Фени Куманово, а во 19 финалето меѓу Штрковите и Соколите од Скопје. Репрезентацијата на Литванија се пласираше во финалето на Евробаскетот, откако синоќа во второто полуфинале во Лил ја победи Србија со 67-64. Репрезентацијата на Литванија се пласира во финалето на Евробаскетот, откако синоќа во второто полуфинале во Лил ја победи Србија со 67-64. Ова за Србија беше прв пораз на шампионатот. Литванија покрај пласманот во финалето обезбеди директно учество на Олимписките игри во Рио. По изедначениот почеток Литванија го презеде водството кое го имаше до средината на третата четвртина, кога фаворитот Србија поведе со 43-40. Но литванците веднаш вратија со серија 12-0 и водството не го испуштија до крајот на дуелот. Најефикасен на надпреварот беше капитенот на Србија Милош Теодосиќ со 16 поени, додека кај Литванија Јонас Валанчиунас реализира 15 поени. Литванија утре во финалето ќе игра против Шпанија, која во првото полуфинале ја победи Франција со 80-75. Во дуелот за третото место ќе играат Франција и Србија. Двата надпревара се играат утре, а денеска е слободен ден на шампионатот. Ова беа денешните настани, преостанува да проследиме метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Почитувани гледачи, останете со К3 телевизија. Имајте пријатна вечер.